Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Виница ја одржа 17-та редовна седница, на чиј дневен ред советниците разгледуваат 20 точки. Најголем дел од дискусиите беа за здравствената заштита на населението, како и покачувањето на вредноста на бодот, заплатите во комуналното претпријатие Солидарност и во локалната самоуправа. Советот на општина Виница на 17-та седница донесе одлука за зголемување на бодот на платите за 10% за сите вработени во јавното претпријатие Солидарност, како и за 5% за вработените во општината. Оваа одлука за комуналците ќе важи од овој месец, додека за вработените во општината дури од септември. Зголемувањето на платите во комуналното претпријатие е прво во последните 5-6 години и е резултат на доброто финансиско работење на претпријатието, истакна на седницата директорот Игорчо Христов. Опозицијата, иако го поддржа зголемувањето, сепак го протолкува како предизборен трик. Советот на општина Виница одобри и 1.087.000 денари за заштита на населението од заразни болести, средства од кои најголем дел ќе се потрошат за авионско третирање на комарците, како и 3 терористички третирања на комарците во населените места, вкупно 880.000 денари. 96.000 денари пак ќе се потрошат за испитување на водата за пиење од селските водоводи, а 90.000 денари за општа дератизација на градската депонија и канализациите. Меѓутоа, беше констатирано дека дератизација на шахтите не е правена неколку години и во тој дел итно мора да се преземат соодветни мерки. На почетокот на оваа година општина Виница има 61 постојано вработен, а со измените во планот за вработување што ги поддржа мнозинството од власта, според образложението што го даде градоначалникот Ивица Димитров, планирани се повеќе внатрешни унапредувања, но и пополнување на работните места во сите сектори, најмногу во урбанизмот, каде што општината се соочува со дефицит. Опозицијата ја критикуваше власта дека унапредувањето и вработувањата се предизборни, а градоначалникот Димитров имаше дециден став од општината ќе има отворени огласи за прибирање на квалитетни инженери, урбанисти и градежници. На 17-та седница беа разгледани извештаите за работа на институциите од областта на културата, при што како препорака и апел до директорот на библиотеката Ванчо Прке беше посочено дека е потребно да се реактивираат просториите за изнајмување и читање книги во село Истибања. Нова опрема, нови противпожарни возила за оваа година бараат и очекуваат пожарникарите, кои минатата година интервенирале во 62 случаи, при што 54 пожари биле предизвикани од човечко невнимание. Најмногу интервенции имале во месеците октомври, јануари и март. На последната 17-та седница, Советот на општина Виница го разгледа и извештајот за работа на јавното комунално претпријатие Кале од Блатец. Локалната самоуправа на Кочани годинава ќе стипендира еден млад надежен спортист, зашто веќе објави конкурс. Целта е да се помогне во понатамошната спортска кариера за оние кои ја представуваат општината и на државно и на меѓународно ниво. Започна да тече рокот за пријавување кандидати и спортисти за добивање стипендија од општина Кочани, како стимул за постигнување поголеми успеси во спортот и школувањето. По 3000 денари месечно во текот на половина година ќе добива еден спортист кој дополнително ќе биде определен, а за што градоначалникот Илиев веќе го распиша конкурсот. Поддршката што ќе ја добива спортистот Спортска надеж е за остварени спортски резултати и достигнувања во 2018 година. Во јавниот повик се наведени условите што треба да ги исполнуваат кандидатите, а тоа е да бидат спортисти на возраст меѓу 17 и 20 години, да членуваат во спортски клуб или друштво што е регистрирано во Агенцијата за млади и спорт, или пак да се членови на национални спортски федерации кои реализираат национални спортски систем на надпревари и учествуваат во меѓународни надпревари за возрастни категории до 20 години. Спортовите во кои се надпреваруваат кандидатите се борење, велосипедизам, гимнастика, карате, кошарка, скиење, тенис, триатлон, фудбал и шах. Стипендијата ќе се доделува 6 месеци, од април до септември, а средствата се обезбедени од буџетот на општина Кочани за 2019 година. При доделувањето на стипендиите одредени се повеќе критериуми, според кои ќе се врши бодувањето, меѓу кои најважно е учеството и постигнатиот успех на национални и меѓународни надпреварувања.
Пријавувањето за стипендијата трае до 28 јануари, а документите се поднесуваат во архивата на општина Кочани преку една шалтерската канцеларија или по пошта. И додека во локалната самоуправа ги очекуваат пријавите од кандидатите за спортска стипендија, во меѓувреме исплатени се стипендиите за студентите за 4 месеци. Со тоа е измирена обврската по овој основ за 2018 година, а останува да се исплати финансиската подршка за 6 месеци од оваа година. Општина Кочани го исплати 4-месечниот износ за стипендиите за студентите корисници за студиската 2018-2019 година. Оваа година финансиската подршка од општината за студирање користат 17 студенти, кои ги подпишаа договорите непосредно пред божикните празници. Според одлуката за доделување стипендии на студенти на јавните високообразовни установи во Република Македонија, годинава 10 стипендии беа доделени на студенти кои оствариле успех во текот на студирањето. Една стипендија е за студент од ромска етничка припадност, 3 се за студенти од социјално ранливи семејства и 4 за студентите на медицинските науки. Стипендиите, чиј месечен износ е 3000 денари, се доделуваат за период од 10 месеци, односно од септември до јуни. Со исплатата на финансиската подршка за 4 месеци од минатата година, сега преостанува истото да се реализира и за 6 месеци од 2019. Околу 80% од корисниците на социјална парична помош ја извршиле законската уврска за обнова на документите за земање на помошта. Рокот е до 28 јануари. Од меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани апелираат да не се чека последниот рок за обнова на документацијата. Во тек е законската обврска за обнова на документите за корисници на социјална парична помош. До сега обнова направиле приближно 80% од корисниците. Од Центарот за социјални работи Кочани апелираат да не се чека последниот рок за обнова, туку тоа да се направи навреме. Рокот е до 28 јануари. Законската обврска за обнова на документација имат исполнето 402 корисници, заклучно со денес, а остануваат уште 110-20 корисници кои што треба да ја обноват документацијата. Апелирам, бидејќи последниот рок е 28 јануари, да не се чекат последните денови за да не се ствараат непотребни гужви, да сите корисници комплетно си ја донесат документацијата во просториите на меѓуопштинскиот центар за социјални работи Кочани, каде што нашите стручни служби ќе ја преземат и ќе ја обработат нивната документација. Би сакал да напоменам дека со цел за поефикасно да ја извршиме оваа обврска, јас како директор на институцијата се заложив и направив реорганизација внатрешна до 28 јануари и го зголемивме бројот на внатрешно вработени кои што ќе работат на оваа проблематика, со цел да излеземе во пресред, да не се ствараат непотребни гужви, се организиравме на еден друг начин, за да можеме на корисниците да излеземе во пресред на поефикасен начин. Во тек е и обновата на документацијата на корисниците од областа на детска заштита, односно примателите на родителски додаток за трето и четврто дете. Оваа законска обврска ја имаат корисниците да извршат до 31 март. Овде рокот е малку поголем, подолг. Исто така тече и обновата на документацијата кај корисниците на посебен додаток и до сега за родителски додаток за трето дете и за четврто дете имаат извршено вкупно 165 корисници донесено документи за обнова на документацијата, што е некаде околу 30% од корисниците. Верувам дека со оваа динамика до 31 март нема да имаме без потребни гужви и ќе завршиме оваа обврска и во законски предвидениот рок корисниците. Што се однесува до посебниот додаток, исто така документацијата ја обновиле околу 30% од корисниците, со напомена од Центарот дека обврска за обнова на документацијата немаат оние корисници кои што имаат траен лекарски наод. Неквалитетна бела техника, неисправни телевизори и мобилни телефони што брзо се расипуваат и повисоки сметки за телефон од потрошеното, како и во делот на храна со изминат рок, се најчестите поплаки на граѓаните на Кочани во 2018 година. Околу 170 поплаки пристигнале до Организацијата на потрошувачи за минатата година, што се однесуваат на општоправни и специјалистички советувања.
Околу 170 поплаки пристигнале до Организацијата на потрошувачи Кочани во 2018 година. Од нив најголем дел се однесуваат на неквалитетни производи, особено мобилни телефони кои што брзо се расипуваат и високи сметки за телефон, неисправна бела техника, посебно перални за перење и електрични шпорети, како и неисправни нови телевизори со акцент на оние што се продаваат во акција, како и храна со изминат рок во маркетите. Се најчестите поплаки од граѓаните во 2018 година, што стигнале до Организацијата на потрошувачи Кочани. Во доменот на правните совети има вкупно 89 советувања. Најмногу проблеми се од апаратите за домакинство, и тоа од електрични шпорети, фрижидери, машини за перење алишта, компјутери, телевизори, најмногу и телевизори. Исто така имаме вкупно 20 од тие се советувања. И неквалитетен производ најмногу има од мебел, вкупно 14, во делот на услугите, од сервис услугите, 8, од јавните предпријатија вкупно 47 советувања, од кои 9 имат од ЕВН, водовод 21, тука се и смето, нели, и од водоводните комуналните услуги, од операторите, од мобилните телефони 11 и од интерпровајдерите 4. Има исто така поплаки многу од специјалистичките советувања, и тоа вкупно 66. Во делот на исхраната има најмногу, и тоа 31. Има од производи со поминат рок, неквалитетни производи, вкупно 31. Од финансиските услуги исто така, од банките, и тоа за кредити и за сметки. Понатаму имаме од областа на правата на пациентите, и тоа најмногу за лекови, ортопедски помагала и примарна здравствена заштита. Од Организацијата апелираат потрошувачите задолжително да си ја земаат својата фискална сметка за производот што ќе го купат. Во спротивно, Организацијата не може да реагира ако има потреба од тоа. Кога се купува производ, потрошувачот мора да си го земе својот дел што го следува. Значи, никако да не пропушти да не земе фискална сметка, никако да не пропушти да земе гаранција, затоа што и во случај кога производот ќе му се расипе или производот ќе биде со недостаток, тие ќе дојдат кај нас во советодавното место, ние како заштита на потрошувачи без тие документи не можеме на потрошувачите да им ги завршиме своите обврски, да и го заменеме производот или во случај да се сервисира производот. Што значи дека кај нас кога ќе дојдат потрошувачите, за прв пат бараме гаранција, бараме фискална сметка. Со гаранцијата ја праќаме робата повторно на сервис, потоа потрошувачот си ја зема својата роба, кога после неколку дена истиот дефект се појавува пак било на телевизорот, било на фрижидер или на кои било нели производи, меѓутоа потрошувачот, значи кај нас до трети пат има право да дојде да се пожали за недобриот производ што го има купено, а ние да постапиме да му го заменат со нов производ. И покрај ваквите апели, велат од Организацијата, сепак голем е бројот на лица кои не ги земаат своите фискални сметки за купениот производ или гаранцијата за производот и подоцна, ако се јави проблем, не може да се реагира. Неретко се случува и самиот продавач да не даде фискална сметка или гаранција, но апелот во тој случај повторно се однесува на потрошувачот, кој е должен да си ја бара сметката. И покрај ниските температури што ги имавме оваа година, сепак заради снегот што им представуваше како заштита, земјоделците нема потреба да стравуваат од евентуално измрзнување или било какви оштетувања на есенските култури. Производителите на јачмен и пченица да ја извршат првата прихрана, советуваат агрономите.
И покрај тоа што имавме минусни температури, сепак снегот што падна делуваше како заштита на есенските посеви од измрзнување. Така што годинава земјоделците немаат некои посебни стресови за есенските посеви, дека евентуално би замрзнале, велат агрономите. Тие додаваат дека би се случило измрзнување доколку немаше снег. Температурите кои што ги имавме во изминатиот период не представуваат опасност воопшто во целокупното земјоделско производство. Значи тие температури не предизвикуваат некои измрзнувања, како кај страните жита, така уште помалку кај овошките и кај лозовите насади. Значи земјоделците знаат дека јачменот мрзне на минус 12, можеби имавме такви температури во овој период, меѓутоа имавме и снежна покривка. Снегот како изолатор е многу добар, така да воопшто нема опасност од измрзнување, барем до сега. Во понатамошниот период, значи ако се спуштат температурите под 12, може да предизвикат и нема снежна покривка, може да предизвикаат измрзнување кај јачменот. Агрономите со совети за земјоделците за активностите што треба да ги преземат во овој период. Значи вообичаено оние кои што имаат користено основно ѓубрење со 3.15 или 3.16 можат да одат со 10 до 15 килограми сега со уреа, доколку немаат користено, секако дека таа количина треба да се зголеми, па дури до 20-25 килограми по декар. Доколку се оди со уреа. Ако е амониум нитрат или шалитра, треба да бидат малку поголеми, за 5 до 7 килограми поголеми површините, количините по единица површина, односно по 1 декар. Имаме доволно влага во моментот во почвата, така да што порано извршат прихрана, тоа подобро би се раствориле овие азотни ѓубрива и би имале подобар ефект врз самите посеви. Доколку производителите, вели Стојановски, немаат извршено основно есенско ѓубрење, овие споменати количини на ѓубрива треба да се зголемат. Но сепак тоа зависи од плодноста на почвата и од површините на кои што сеат есенски посеви од пченица и од јачмен. Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.